Растот на македонската економија годинава се очекува да биде 4,6%, инфлацијата 2,4%, но со тенденција да се стабилизира, прогнозира Светска банка. Според најновиот извештај и покрај економското закрепнување, се уште постојат ризици пред се поради бавното темпо на вакцинација во Македонија. Од Светска банка вела дека политичката несигурност исто така ќе го забави закрепнувањето на домашните и странските инвестиции. Ова се уште не е во паралела со подобрување. Невработеноста кај младите се враќа на ниво од 2018 година. Ова бара особено внимание од страна на изготвачите на политики. Сепак стапката на сиромаштија се очекува да се намали 20,3%. Ова се отсликува на зголемувањето на цените на храната и електричната енергија. Според Светска банка, економиите на сите земји во Западен Балкан, освен Црна Гора, до крајот на годинава се очекува да се вратат на нивото од пред пандемијата. Закрепнувањето и понатаму е кревко. Раните знаци за предупредување кои доаѓаат од пазарот на трудот бараат повеќе внимание. Невработеноста на младите се зголеми на 37,7% во 2021 година, што е 5,4% поени повеќе од јуни 2020, со што уште повеќе се влошија перспективите за вработување на младите. Народната банка веќе најави умерено коригирање на инфлацијата која е прогнозирана на 2,2%. Дека проблемот е многу посериозен, па дури и двојно повисока инфлација предупредуваат и редица експерти. Академик Абдулменав Беџети рече дека на ова треба сериозно да се работи. Според него, можеби годинава ќе се заврши со 4,5 до 5% инфлација. И мислам дека тоа е веќе сериозен сигнал дека нешто ќе треба тука да се води многу внимателно. Според индексот на цени на мало пак тоа е сериозен сигнал дека тука треба да се оди многу внимателно, зашто тоа директно удира и на онака кревката потрошувачка кошница. Во меѓувреме од бизнис секторот веќе предупредија дека состојбата е неподнослива, иако владата не преземе итни сериозни чекори, не очекува уште полошо време. Капак на се е и потенцијалната енергетска криза, која може директно да повлече и низа поскапувања.